Почитувани скопјани, воведуваме нови стандарди во изгледот на јавниот простор во нашиот град. Еве и официјално да го промовираме новиот плочник кој што на излезот од градскиот трговски центар се движи кон плоштадот и влезот од Собранието на Република Северна Македонија кон плоштадот. Сега веќе представуваат еден нов плочник со нови стандарди, со нови критериуми. Не така одамна, мислам дека сите се сеќаваме, ова беше простор каде што на првиот дожд се создаваа вирчиња, беше еден асфалт кој што беше ископан, прекопан на сите начини, беше девастиран просторот, а сега изгледа вака како што изгледа најубавиот плочник кој што постои во нашиот град, со оптимална урбана опрема, со соодветен број на клупи, со преку 22 нови дрва, повеќе годишни кои што уште при самото нивно поставување ги развија крошните и овој простор изгледа волкубаво колку што изгледа во овој момент. Одека имаме употребено 3 вида на плочки, како што може да се види, за мене исто така добар податок дека за прв пат имаме стаза за движење на лица со осветен вид, такво нешто како критериум, како стандард досега на јавните простори во нашиот град не било нити применувано, нити создавано. Станува збор за површина од околу 5000 метри квадратни, која што градот го чинеше 33 милиони денари со вклучен ДДВ. Овде позади мене е и местото каде што била куќата на мајка Тереза. Овие три елки овдека позади мене се елките кои што во 1980 година ги засадува мајка Тереза при незината посета на нашиот град како добитничка на Нобеловата награда на мир, со тогашниот градоначалник на Скопје и со тогашниот бискуп на Скопско-Призренската епархија на католичката црква. Овој простор заедно со зелениот кров од градскиот трговски центар представува сушност новиот стандард за изгледот на јавниот простор во нашиот град и се вклопуваат еден во друг со цел да на нас, на граѓаните на нашиот град, на граѓаните на нашата држава им послужат како јавен простор кај што може убаво да ги поминат своите моменти. Овој требник позади мене, за жал во 2012 година во претходната власт бил продаден од страна на тогашната власт. На овој простор одека треба да никне 20 метарска, може би повисока зграда. И ондека на ивицата кај стоковна куќа улицата да биде широка помалку од 3 метри. Ова е приватен простор на кој што градот не можеше да инвестира со цел да го уреди. Меѓутоа, додека сум јас градоначалник, заедно со градоначалникот на општина Центар, ќе се грижиме овој простор да остане јавен простор. Јас заедно со градоначалникот, заедно со цела политичка структура која што представуваме, ќе стоиме во одбрана на овој простор и нема да дозволиме овде да биде изградена зграда која што граѓаните ќе може да ја видат на сити лајтовите, на билбордите кои што се во рамките на овој простор. Скопје нема алтернатива освен да има нов стандард и поинаков јавен простор од тоа што досега сме го имале. Нема да дозволиме ова што од секогаш било место кое што граѓаните го користеле како јавен простор да прерасне во 20 метарска зграда. Јас ќе ја предводам таа борба, почитувани. Заедно со моите колеги, заедно со градоначалникот на општина Центар, заедно со советниците, Советот на град Скопје. Ве повикувам и вас граѓаните да не дозволиме ова место каде што беа тепани студенти да стане зграда. Ги повикувам надлежните институции, јавното обвинителство и јавното правобранителство, конечно да израстат на врвот на своите функции што ги обавуваат и да го заштитиме овој простор со цел да се поништи продажбата и да ја вратиме сопственоста наму кај што припаѓа. Ова е простор на град Скопје. Ова не е простор на кој што ќе треба да се прават луди барокни експерименти. Благодарам.